Во светот постојат над 330 президија, производи, преработки, традиции, обичаи, што се заштитени и потенцирани како еден вид цивилизацијско наследство, што треба да се зачува и за идните генерации. И Македонија полека, но сигурно навлегува во оваа организација со својот костенов мед, мавровско сирење и кашкавал, кцана сол, односно толчена, домашниот ајвар, тетовскиот граф и првиот президиум сладко од диви смокви. Welcome in Macedonia. Okay, very kind of you. Very kind. Thank you. Еве, гостопримство за многу наши потенцијални, да речеме, потрошувачи. Воопшто, значи, како дојдовте да настапите на овој сајм и што значи ова за вас? Пред све што сакам да ги поздравам гледачите на македонската телевизија, дека повеќе пати сум учествувал на сајмите, како во Плауе, во Софија, сега и во Торино на светскиот сајм, во кој се уште се држи локалната традиција за производство на домашна кцана со во Кратово. Значи во Кратово се уште и во Осоговскиот регион може да се видат, може да се види да се уште фамилии кои се активни со производства. Во Осоговскиот регион постојат 12 ароматични билки во кои се застапени мајчина душица, нане, повечеринка, ноктара. Значи тоа се све вековни традиции кои се. Читајќи литература од самите кратовци, дојдов до идеја дека римските фурни за производство на леп со маслодани кои се имале шишперовите и ефремовите, тоа е прочуени од надалеку прочуен на пета, значи домашан леп од фурна со маслиново масло или без сончогледово масло со кцана домашна сол. Значи постарите жители на Кратово го знаат што значи пета. Дали видовте сличен производ овдека на сајмот? На сајмот видов од Сицилија, имав можност да ги прошетам сите, значи неколку земји произведуваат, некои се од растенија, некои се од земки, додека ние се задржуваме на етеричните растенија. Имав гости, значи, и од Бугарија, и од Грција, кои се заинтересирани. Сите луѓе од Италија, Германија, Австрија се многу заинтересирани за ваков локален производ, значи семено производство кое ќе дојде во начинот на изработка, дали ќе биде во дрвен дивек, дали ќе биде во камен, дали ќе биде во мелница. Него странците се задржуваат во исклучително во дрвен дивек, тоа е правата истина, во кои се припремат ароматичните билки да се направе. Значи, напомена, сите ароматични билки се 12, само морската сол е 13. Може да се направи и со 3, со 4 и со 5, но секој за себе одлучува. Автентично, а и според она што го гледаме како интерес на сајмот Slow Food Terra Madre, е навистина прекрасното наше сладко од диви смокви, не зрели, туку од зелени смокви, иако и зрелите не се присутни. И тоа е првиот президиум на Slow Food. Како воопшто почна сета оваа соработка? Сета оваа соработка почна благодарение на господја Нада Карајванова, која е иначе од нашиот крај, а работи за фондацијата Slow Food Шарпланинска, и она дојде кај нас и ние предложивме, нели повише работи предложивме, не повика на сајм во Босна, каде што беа сите поглавни од Slow Food, они ги проба нашите производи и од сите тие производи најмногу им се допадна сладкото диви смокви и одма реше да настане президиум на Slow Food. Значи, после тоа ние се организиравме жените во нашиот крај, ја проширивме работата, бидејќи почнавме од Дојран, али затоа што оваа смоква не расте само во Дојран, значи расте во тој микрорегион на југоисточниот плански регион во Македонија, ги вклучивме општините Богданци, Дојран и Валандово.
Што е понатака, што се планира? Па понатака се планира Slow Food да го продолжи проектот, значи треба да ни обезбеди опрема. Опрема и ние да производиме и одредена количина секоја година што ќе оди за Италија. А исто така имаме посетители од други земји кои се исто така заинтересирани за таа работа, значи имаме конкретно и од Англија и од Германија. Сега со нив немаме некои званични договори, меѓутоа ќе дојдат во текот на наредниот месец, ќе ни дојдат од Англија, па ќе видиме што ќе направиме. Значи уште еден извозен бренд доби. Може може да стане. Поречанка, она што го имаме како квалитет од македонски брод, од поречието, се представува на Slow Food. По кој пат медот е веќе присутен на ваквиот саем, Милена? Така, значи доваѓаме по втор пат на Slow Food. 2008 година бевме прв пат и сега 2010, значи по втор пат. Каков е интересот? Добар е. Квалитетот се го кажува своето. Ајде да објасниме, значи како воопшто влеговте во овој проект Slow Food, колку време веќе сте член и што тоа значи за македонските производи, па и за вашиот? Така, јас сум една од првите членови во формирањето на Slow Food во Македонија. И првата екипа што дојдовме фактички во Торино, бевме многу мал број. А додека денеска веќе броиме цел автобус, нели? 35 души. И мислам дека производите од Македонија конечно решија да излегуваат. Има што да понудиме, имаме квалитет, имаме и количества, меѓутоа добро е вака да се продолжи и да видиме понатака, да бидеме поорганизирани. Што значи Slow Food и колку нашите традиционални производи се вградуваат во сета таа концепција? Slow Food значи бавна храна, традиционалност и мислам дека во иднина едно од најбараните храни во светот ќе биде. Заинтересираноста е огромна, значи во цел свет, каде што и оваа година беа присутни повеќе од 160 држави од светот. Дали Македонија им е позната на потрошувачите овде во Италија? Па мислам дека да, имаме доста иселеници од Македонија што работат на привремено вработување тука и пропагандата си го прави своето, да. Дали Slow Food како вграден производ, значи медот, влијае сето тоа да има и повисока цена? Да, се разбира. Тоа го прави своето, меѓутоа и самата побарувачка си го прави своето нормално. И една порака до нашите пчелари. Така, значи придржувајте се кон екологистите, чистиот преработка на производите и тоа да биде во чисти еколошки средини и своите производи ќе се го најдат своето место. Но и амбалажата малце влијае. Гледаме, вие нешто сте внеле од нашата традиција. Така, грнчарството го ставивме едно од приоритетните затоа што првото чување на медовите секогаш биле во ќупови, така и стаклото. Сега да видиме, можеби ќе треба малце и поизменети работи, затоа што и Slow Food си бара своји стандарди. Исто така направен е и шарпланинскиот конвивиум, со автентичниот рурален изглед на селото Јанче. Господинот Микеле Румиц е нашиот представник за Југоисточна Европа, кој што контролира се она што се случува од организацијата Slow Food, проектот за традиционални производи во Македонија. Може да ни кажете прво за самиот проект и како тече се тоа? Per noi è un onore essere qui al Salone del Gusto e presentare finalmente il presidio di Zlatko di Fichi Selvatici, che è anche il nostro primo presidio in Macedonia. Abbiamo scelto questo prodotto perché rappresenta un prodotto unico. Особено сме горди што еве за прв пат сме на сајмот Терамадре го преселуваме првиот президиум од Македонија, сладкото од диви смокви. Тоа е единствен производ што се произведува само во Македонија. Никаде на друго место, не само на Балканот, туку и во Европа. Многу е добар и квалитет. Интересно е како се добива и како се зачува долго време овој традиционален рецепт. Кои се другите производи кои што се како потенцијал за президиум? Noi insieme a questo prodotto stiamo poi Заедно lavorando со шарпланинскиот конвивиумот работиме на вториот проект за президиум за планински традиционален кашкавал и сирење од националниот парк Маврово. И не само од големите производители,
Сакаме да ги вклучиме и помалите производители, кои што сега имаат проблем во производството на високите планини во бачилото. Cioè un formaggio incredibile dalle grandissime qualità e il presidio lo vogliamo fare soprattutto per cercare di aiutare i piccoli produttori che oggi hanno grandissima difficoltà a produrre ancora in alpeggio i loro prodotti. Il presidio vuole essere soprattutto una testimonianza culturale. Президиумот е прво културно сведоштво, затоа што секој производ има своја E un приказна. prodotto vive solo se Со него се c'è продолжува руралната култура на локалитетот, rurale che каде lo што се mantiene in прави vita. тој производ. Quindi, per esempio, Нашата con i цел е formati во Маврово да Marlboro, се la заштити и volontà да di преживее mantenere оваа viva la традиција. cultura degli alpeggi, Домашното delle производство produzioni е a вистинско grandi мајсторство. altezze. Но ние In ќе questo направиме caso, per i fichi тоа да биде selvatici, совршено invece, со si cerca задоволување di на mantenere viva quella повисоките che è la стандарди. cultura di produrre Временска in рамка maniera за sì добивање casalinga, президиум ma нема. anche Може да биде многу artigianale долг. questi Важно е prodotti. не само да E се quindi, презентира il processo può индивидуалното, essere, туку тоа е важно anche и за abbastanza регионот lungo, и за perché bisogna земјата. creare la consapevolezza nei produttori della qualità del loro lavoro e la consapevolezza che quello che loro fanno è importante non solo per loro ma per tutto il paese che rappresentano. La Macedonia è un piccolo paese, ma è un paese con Македонија una е една grandissima мала земја, ricchezza но gastronomica. многу богата со гастрономски Avete il рецепти. Kutna Sol, Имаме avete Kutna. dell'Aivar di grandissima Ајва qualità, со висок e квалитет. avete dei vini Имаме di вин incredibile со извонреден qualità. квалитет. Le possibilità Можноста да di се развие една sviluppare агрокултура in во Македонија се базира на una безграничен cultura квалитет. dell'agricoltura Сега basata ги sulla правиме produzione di првите prodotti 4 di во qualità Slab Food è и се infinita. надевам за E 10 state години, cominciando a кога ќе muovere погледнеме appena наназад, adesso i primi ќе видиме passi. дека Secondo добро е me, што сега mi ќе auguro, препознаваме tra una квалитетот decina на d'anni гастрономијата potremo на guardarci Македонија, indietro која треба да ја e дознаа sapere che и in во tutta Европа. Europa si comincia a conoscere la qualità della Macedonia da un punto di vista gastronomico. На саемот Тера Мадре се представивме одлично. Освен вкусот и гостопримството, можеше да се види и дел од фолклорот, музиката, традицијата. А не можеше да се одбегне и нашата позитивна енергија. Многу посетители уживаа во храната и забавата. Саемот Тера Мадре беше можност не само за склучување нови договори, туку и за нови проекти, средби. Slow Food го опфаќа и образованието. Од мала возраст децата се воспитуваат што значи правилната исхрана и традиционалните производи. Денес во Италија има 110 конвивиуми, школски градини, а 54 во други делови во светот. Примерот се следи и во Македонија, каде што интензивно веќе една година професорите од Средното угостителско училиште во Скопје, Лазар Танев, ги едуцираат своите ученици. Македонија е пребогата со многу традиционални производи, но и со многу локални обичаи, автентична кујна. Богатство од идеи, необични случки, места каде што се испреплетуваат многу приказни. И секоја од нив е поврзана со храната. Добро е што кај нас се задржале старите рецепти, некогашниот начин на исхрана и специјалитети. И покрај големото влијание на индустриализацијата и брзата храна, сепак се уште се зачувани старите вредности. Таа традиција странците ја откриваат и ја вреднуваат, но треба многу повеќе да се работи на едукација на новите генерации. Slow Food е само едно од можностите што треба да се искористи за нашите традиционални вредности, многу повеќе да му ги откриеме и на светот. Нова географија на планетата заврши уште една голема саемска манифестација Тера Мадре. Планетата Земја покажува дека кај да сме имаме иста територија, иста географија, бидејќи едно исто не поврзува. А тоа е природното, традиционалното кон кое што треба да се стремиме и да го зачуваме. Ние всушност и не сме биле свесни колку на нашето традиционално постои и колку се почитува во светот. Тоа значи дека треба и понатака да го промовираме. Се надевам дека го задржавме вашето внимание во изминатава емисија посветена на slow food, на бавната храна. Довидување. Се гледаме само за 7 дена.